Темата на денешната пресконференција со стимулации во угостителството и хотелиерството до поддршка на дејноста со значаен нето девизен ефект во економијата. Јас би сакала на почетокот да ви кажам дека Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија пред известно време направи промена, односно изгласа нови раководни луѓе во ова здружение. Председател на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија е госпоѓа Сонја Бибановска, директор на Holiday Inn Скопје. И во рамки на здружението избравме двајца подпредседатели, господинот Славе Сирачевски, собственик на Аурора, туристичката корпорација, можеме да кажем веќе, еден заменик председател, и вториот заменик председател господинот Горан Дамчевски, собственик на Регент клуб ресторан и на сајтот угостителство.мк. Во тие рамки, како Сдружение за угостителство и туризам, изминатиот период направивме неколку состаноци наспроти случувањата и тековните активности во секторот угостителство и туризам. И врз основа на тоа што досега сработивме, би сакале да презентираме некои од активностите што ги направивме во рамки на ова здружение. На почеток би почнала со статистички податоци, имено според официјалните податоци од Заводот за статистика, во периодот јануари-април 2015 година во Македонија престојувале 151.007 туристи, што е за 8,7% поголем број на туристи споредено со истиот период лани. Според класификацијата, статистиката покажува дека кај домашните туристи во првите 4 месеци од годината, во однос на истиот период лани, има намалување за 7,5%, а кај странските туристи има зголемување за 19,8%. Во истиот период, јануари-април 2015, споредено со периодот јануари-април 2014 година, бројот на ноќевањата во просек е зголеме за 2,8%, но ако се подели во однос на тоа домашни и странски туристи, ќе се добие информација дека кај домашните туристи евидентирано е намалување на ноќевањата за 10,2%, а кај странските ноќевања зголемување за 13,7%. Анализирано по земји, во првите 4 месеци од оваа година, најмногу туристи во Македонија престојувале од Турција, Грција, Србија, Бугарија, Косово, Словенија и Албанија. И во изминатите 2 години, 2013 и 2014 година, има слична структура на туристи по земји. Ке видите во првите 4 месеци од оваа година ги нема туристите од Холандија, бидејќи тие во Македонија доаѓаат од мај месец, некаде април, малку април, меѓутоа помасовно од мај месец во текот на годината. Така да, ако се изанализираат во целост податоците, ќе се види дека најбројни остануваат веќе неколку години поред туристите од Турција, број 1, меѓутоа споредено по ноќевања најбројни се туристите од Холандија. Од статистичките податоци исто така може да се забележи дека иако расте во континуитет бројот на странски туристи, сепак во бројот на ноќевања доминираат домашните туристи. Бројот на странски туристи во Македонија во изминатите 9 години е зголемен повеќе од двојно, а вкупниот број на туристи пак забележува раст од 40%. Сите овие статистички податоци покажуваат дека мерката субвенционирање на странските туроператори со цел поттикнување на туристичкиот промет во насока на подобрување на туристичката дејност го дава својот ефект. Имено од 2010 година наваму во континуитет се проширува листата на земји од каде што се субвенционираат странски туроператори кои што носат туристи во Македонија. И според податоците од 2010 година наваму по години издвоени се околу 8 милиони евра за субвенционирање на странските туроператори. Овој износ е заклучно со пресметаните средства за 2015 година. Согласно сите овие податоци, Сдруженијето на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија на неколку последователни седници ги разгледува овие и други статистички податоци од дејноста кои дефинитивно потврдуваат дека порастот на странските туристи е изразен и со континуиран раст по доделувањето на субвенциите. Но она на што укажуваат хотелиерите и угостителите е дека по 5 години, колку што во континуитет се обезбедува поддршка на туризмот преку стимулирање на странски туроператори, потребно е да се размислува и за поддршка и стимулации и на рестораните и хотелите во Македонија, каде овие туристи престојуваат, се хранат и така натаму.
Барањата на хотелиерите и угостителите се во насока на растоварување на дел од трошоците со цел девизниот прилив кој е се поизразен со растот на странските гости да може да се искористи за реинвестирање во објектите со цел нивно прилагодување на потребите на гостите, како и следење на трендовите во регионот и секаде во светот, каде хотелско-угостителските објекти нудат разни видови нови услуги согласно потребите на гостите. Согласно статистиката, согласно официјалните статистички податоци, што ги презентира Државниот завод за статистика, може да се види дека девизниот ефект од патувања од 2010 година наваму континуирано расте, иако во 2010 девизниот ефект изнесувал близу 70 милиони евра, во 2014 тој изнесува 132,43 милиони евра. Или од 2010 до 2014 година девизниот ефект од патувања е 529,35 милиони евра вкупно. Во таа насока, како клучен проблем и приоритетен проблем за хотелиерите и угостителските објекти е ДДВ-то што го плаќаат на храната во угостителските објекти. Значи, хотелите и рестораните за храната која што ја послужуваат плаќаат на крајниот производ 18% ДДВ, а суровините што ги внесуваат за производство, да кажеме, на таа храна, се оданочува со 5% ДДВ. Од тука, имајќи во предвид ваквата диспропорција на состаноците што ги имавме во изминатиот период и анализирање на вкупните случувања, Сдруженијето за угостителство и туризам изготви иницијатива со која ќе побара намалување на ДДВ-то на храната, овдека се иземени пијалоците, морам да напоменам, намалување на ДДВ-то од 18 на 5%. Или во бројки што тоа би значило? Од 2010 до 2014 година, ако се следи вкупно остварениот промет во угостителството и парцијално остварениот промет само од храна и напитоци, може да се констатира дека во буџетот за 5 години, од 2010 до 2014, по основ на 18% ДДВ се стеале 47,23 милиони евра. Ако храната во угостителството била пресметана со 5% ДДВ, за сите овие 5 години хотелиерите и угостители кога мислиме на ресторани и сите тие предпријатија или услужни дејности кои послужуваат храна, би платиле 11 милиони евра, односно разликата е околу 35 милиони евра од 5% ДДВ до 18% ДДВ колку што реално платиле во цело овој изминат период хотелиерите и угостителите за послужување на храната. Зашто Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија го бара ова? Ова се бара затоа што во изминатиот период представниците или членовите на хотелско-угостителските комплекси детектираат повеќе проблеми во нивното работење и се смета дека со ослободување на дел од овие средства, голем дел од тие проблеми може да бидат ублажени, надминати и така натаму. Имено проблемите со кои што се среќаваат хотелско-угостителските објекти се недостиг на свеж капитал. Ликвидноста е на релативно ниско ниво. Имаме необразован и неквалификуван кадар во хотелско-угостителските објекти, односно кадарот кој што им е потребен на хотелиерите и угостителите не одговара на стандардите кои што се бараат од нив. Во голем дел од годината хотелско-угостителските субјекти се соочуваат со мртва сезона, во која што сепак мора да имаат вработени, за кои што вработени мора да имаат трошоци, и сите овие трошоци во услови кога објектите работат со минимален капацитет е невозможно да се покријат. Друг проблем со кој што се соочуваат хотелиерите и угостителите е проблемот со сезонските работници и хонорарно вработените лица ангажирани во хотелско-угостителските објекти. Сдруженијето на угостителство и туризам го поздравува целокупниот амбиент со кој што се бара и законски овие хотелско-угостителски објекти да имаат и одредени стандарди согласно европските и светските стандарди. Меѓутоа, стандардизирањето на услугите бара и одредено вложување на капитал и инвестиции и токму поради тоа се смета дека доколку дојде до ослободување на средствата од ДДВ-то од 18 на 5%, ќе има реален основ да се исполнат сите овие
барање на угостителите или да се надминат голем дел од проблемите. Дополнителен проблем со кој што се соочија угостителите и хотелерите во изминатиот период беше и воведувањето на законот за забрана за пушење и сите, како и немањето поволни кредити со ниски камати. И затоа се смета дека со ваква една иницијатива и исполнување на барањето на Сдруженијето на угостителство и туризам за намалување на ДТВ-то од 18 на 5%, ќе може да се исполнат повеќе предуслови со кои што ќе се надминат повеќе проблеми кои сега се соочува оваа дејност. По насока на надминување на проблемите, Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија, во организација со регионалната комора во Охрид при комората и ХОТАМ, Асоциацијата на хотелиери, имаше заеднички состанок пред 2 недели во Охрид и таму заеднички беше разговарано за проблемите со кои се соочува целокупната дејност. Ваквиот состанок беше неминовност, бидејќи проблемите ги чувствуваат сите, без оглед што ХОТАМ и Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора се различни асоциации, сепак проблемите се исти и поради тоа заеднички беше констатирано дека ќе се покренат неколку иницијативи во делот на измена на законот со кој што ќе се прилагодат барањата на хотелско-угостителските работници за работните односи за сезонските работници, за хонорарно вработените лица, ќе се бара враќање на субвенционирањето на девизниот прилив од туризмот и угостителството, согласно искуството од минатиот период, а исто така ќе се иницира заеднички состанок и со инспекцијскиот совет, бидејќи хотелиерите и угостителите алармираат дека во услови на висока туристичка сезона се соочуваат со нелојална конкуренција, со институции кои што работат надвор од законот и кои што представуваат нелојална конкуренција на самите компании. Јас тука би завршила со тоа што би сакала само да напоменам и дека минатата недела Сдруженијето на угостителство и туризам, представници од Сдруженијето беа присутни на меѓународна конференција на која што тема беше квалитетот како клучен за успехот на медитеранската туристичка дестинација и беше разговарано за туризмот во медитеранските земји или на Медитеранот воопшто, каде што годишно само лани биле евидентирани 332 милиони туристи, а таргетот на Медитеранот е до 2030 година да обслужи 500 милиони туристи на годишно ниво. Ние сме близко до Медитеранот, има можности за индиректна соработка во овој дел и од тој аспект, имајќи во предвид и девизниот нето девизен ефект кој што континуирано расте во македонската економија, сметаме дека има основ ова дејност или ова гранка да добие се поголемо значење и поголема поддршка од државата во насока на обезбедување на уште поголем девизен прилив.